Има или нема токсичен зеленчук на македонските пазари? Од Агенцијата за храна и ветеринарство демантираат, но граѓаните се скептични, па дома превземаат низа мерки како да го третираат зеленчукот кој што го купуваат на пазарите. Пред само 6 месеци граѓаните испија литри и литри млеко и јогурт пред агенцијата да повлече повеќе од 20 тони од овие небезбедни производи кои содржеа афлатоксин. Па изгорени на млеко и јогурт, граѓаните сега дуваат и на зеленчук и овошје. Имаше нови информации дека небезбеден зеленчук е завршен на македонските пазари. Такви обвинувања верувате ли? Верувам, свесна сум за сето тоа, али тоа е. Верувам. Со ова држава може све. Со овој председник како се вика Ковачевски и со тие мангуби околу неа може све. Да, сум слушнала, ама не можеш да увидиш кој е производ од каде. И едните прскаат, и другите прскаат со недозволени средства, сигурно. Прочитав дека од Албанија се стигнати, колку е тоа точно не знам. Па може би, ама јас купам кај познати луѓе, така да не рискирам на вистина. Знам, ама што да правиме, не можам од тезга на тезга да одам и да прашам. Ако ми чини на око, гледам, ако ми чини, ќе земам. А дали имате некој посебен начин на третман на овошјето на зеленчукот кога ќе го купите дома? Секако, дека го држам во вода, го мијам, колку што можам повеќе и така натака. Но свесна сум дека не е тоа се што треба треба и други работи да се направат, да се внимава. Претежно со жешка вода, со сода бикарбона ги оставаме малку да постојат. Па во вода со сода бикарбона, така обично да отстои. Ето, мора малку да внимаваме, тоа е тоа. Со многу ладна вода, со повеќе вода млас и после нешто ако е за дете ставам во сода бикарбона. Од Агенцијата за храна и ветеринарство не ни даде одговор на прашањето каде во моментов се наоѓа зеленчукот за кој анализите покажале дека има повисоко ниво на пестициди од дозволеното. Најголемата опозицијска партија со документи од направени анализи тврди дека домати, краставици, млад кромит и пиперки со небезбедно количество на пестициди со знаење на надлежните завршиле на македонските пазари. Од надлежните, наместо деманти, бараат оставки. Инаку пестицидите се ксеноестрогени, опасни по човековото здравје и затоа што не се биоразградливи, телото ги складира во масните клетки и истите може да предизвикаат сериозни последици врз човековото здравје. Број 1 секако спаѓа рак на дојката, рак на тестиси, рак на простата, меѓутоа тука веќе станува ризик и за неплодност, значи за инфертилитет, ризик за ендометриоза кај жените, ризик за дебелина и диабетес. Значи, овие ксеноестрогени всушност представуваат невидлив непријател со кој што нашата борба тек сега започнува. Советот докторите е секогаш да се отстранува кората на овошјето и зеленчукот, доколку не можеме да си обезбедиме или дозволиме органски производи.